Советниците на Владимир Путин беа во Скопје. Дугин и Савин порачаа дека Западот се распаѓа, дека пропаѓа, а Русија и е пријател, другар на Македонија. Американскиот сенатор Крис Марфи пак рече дека Русија не сака да ја види Македонија како дел од Европската унија и НАТО и да биде економски неуспешна приказна за таа да дојде и да ја спаси. Почитувани, ова е темата на ова издание на Хоризонти, заеднички проект на Слободна Европа и Гласот на Америка. Обидите за руско влијание во Македонија не запре и по промената на власта во Скопје, велат аналитичари. Меѓународната мрежа КРИК предупреди дека Москва активирала 30-тина граѓански издруженија за македонско-руско пријателство, чија љубов кон руската култура и традиција лесно по налог на Кремљ може да прерасне и во љубов кон руската политика. Обидите на Русија да и влие на Македонија место Европската унија и НАТО да ја одбере Москва земаат силен замав, а кулминираа со посетата на советникот на Владимир Путин Александар Дугин, кој од Скопје порача Македонија добро да размисли дали ќе го одбере НАТО или Русија. Запад расколот, Запад погружен в собственные внутренние проблемы. Ему надо заботиться о себе, а не навязывать свою провальную идеологию всем остальным. Поэтому каждый сегодня должен воспользоваться именно элементом, моментом свободы. И Россия в этом является другом, союзником и соратником. Според македонските експерти, советникот на Путин бил извидница пред отворање македонски фронт од така наречената хибридна руска војна против Западот, во која место оружје се користат лажни вести за информации, а место војска хакери, политички емисари на Евразиската унија на Москва. Под плаштот на таа Евразиска унија или тие како што го нарекуваат Евразијазим, како нова политичка теорија, во суштина се приближува до она што се нарекува национал-болшевизам. Основата на неговата идеологија е национал-болшевизам, кој што произлегува од онај национал-социјализам кој што го роди фашизмот. Руската антизападна политичка војна во Македонија почна со стратегија за мека моќ, која многу брзо стана остра. Московскиот план почна преку религијата, кога под плаштот на Сесловенско православно братство во Македонија почна да се градат руски цркви. Македонската црква негира политичка заднина, но за експертите тоа е вклучување на Македонија во планот на Путин за обединување на православниот свет за руски цели. Македонија е само еден дел од еден поширок, ми се чини империјален проект на Путиновата администрација, со кој што се сака религиското и црковното, нели како најдоминантно влијателни врз градењето на јавното мнение во општествата, нели со влијание од преку 50%, да едноставно го искористи и стави во служба на своите интереси. Стратегијата продолжи преку рускиот бизнис, велат експертите, кои без многу капитални инвестиции беше представен како спас за Македонија, а некои од руските бизнисмени, како Сергеј Самсоненко, беа дел од политичката кампања на претходната власт. Во последниот извештај презентиран во Горниот дом на британскиот парламент стои дека со смената на владата на Никола Груевски во Скопје, Русија претрпела голем удар во Македонија. Но и по смената на власта во Македонија обидите за руско влијание не запреа. Меѓународната мрежа за истражување политичка корупција предупредија дека Москва ги активирала 30-тината граѓански издруженија во Македонија за македонско-руско пријателство и по налог на Кремљ нивната љубов кон руската традиција и култура може да прерасне во љубов кон руската политика. Европската унија и НАТО по периодот во кој позаборавија на Западен Балкан, оставајќи го во својата чекална да биде лесна мета на руското влијание, пак ги подотворија вратите. Но експертите предупредуваат дека Русија нема лесно да се откаже од овие територии. Да не бидеме изненадени од средниот чекор на Москва, предупредува американскиот аналитичар Јанош Бугајски. Сенаторот Крис Марфи пак е многу попрецизен. Тој вели Москва не сака да ја види Македонија како членка на Европската унија и НАТО за да биде економски неуспешна и да дојде да ја спаси. Експерти во Вашингтон сметаат дека руското влијание на Балканот и натаму е присутно и нема знаци за повлекување на зацртаната цел од официјален Кремљ, оддалечување од НАТО и од ЕУ. Ваков став изложи Јанош Бугајски, добар познавач на процесите во регионот. Запрашан што е најново од зголеменото руско влијание на Балканот, Бугајски вели: Да не бидеме изненадени од следниот потек на Русија.
Еден од оние потези кога обуката на специјалните сили на Република Српска е што представува опасност по интегритетот на Босна и Херцеговина, но и по стабилноста на регионот. Дали Русија го користи хуманитарниот центар во Ниш за пропагандни цели или со примерот со обука на силите на босанските срби, сака да уфрли антинато компонента. И генералниот секретар на ОПСЕ Томас Гремингер за Гласот на Америка се осврна на соработката со Москва, конкретно на Балканот. I do hope that Russia Се надевам дека Русија ќе има свој удел во стабилизирање на Западниот Балкан. Тоа е многу важно. Yeah, but Mr. Ambassador, does Russia trying to discourage NATO and EU membership of the Western Balkans? Well, look, as a Secretary General of the OSCE, Од позиција на генерален секретар на ОПСЕ нема да ги коментирам амбициите на одредени земји на Западниот Балкан. ОПСЕ ги поддржува земјите од регионот во имплементирање на реформските агенди. Сепак влијателниот демократски сенатор Крис Марфи од Конектикат во интервју за Гласот на Америка го издвои влијанието од Москва на Западниот Балкан, конкретно Македонија. What the Russians want is for Macedonia Русија сака Македонија да остане надвор од НАТО, надвор од Европската Унија, да биде економски неуспешна земја, за да можат русите да дојдат и да ја спасат. Во меѓувреме, командантот на американските сили во Европа, генералот Куртис Капароти, изјави дека Вашингтон има недоволна ангажираност контра пропагандата од Москва. Русите се ангажирани речиси во секој аспект на Балканот, предупреди тој. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Тоа беше се во ова издание на Хоризонти, заеднички проект на Радио Слободна Европа и Гласот на Америка, во кој се осврнавме на руското влијание на Балканот и во Македонија. До гледање.